Дуи лидерот Али Ахмети се под уцена од специјалното јавно обвинителство и притисок од Американската амбасада од Скопје да коалицираат со СДСМ, тврди поранешниот председател на градската организација на СДСМ Љупчо Палевски. Во емисијата во Центар новинарот Ефтов објави фотографии од средбите на Девид Стивенсон, кој е политички советник во Американската амбасада во Скопје и кој доаѓа на таа функција некаде јули 2015 година, со подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски, со Бујар Османи и Артан Груби од Демократската унија за интеграција. Палевски верува дека Стивенсон е координаторот и го нарече проект менаџер на 67 подписи. Според поранешниот функционер на СДСМ, Ахмети е вешт преговарач, а Зоран Заев вели тој учи политика на наш грб. Дали во мобилниот телефон на Али Ахмети Зоран Заев е запишан под шифра или под име Камиказа? Да, така го води и Муса Джефери и Али Ахмети во телефонот име, контактот Зоран Заев е Камиказа. Значи Муса Джефери и Али Ахмети го имаат во својот мобилен телефон. Зоран Заев под името Камиказа. Камиказа, да. Зошто? Па неговите чекори политички прво, конкретно, на недобиени подписи, он со изјава и ги прифаќа сите барања на албанците, пред да почне да преговара. Што значи тоа? Бранко Црвенковски може тебе да ти потврди, ти си новинар. Али Ахмети е вешт преговарач. Без разлика што се симнал од шума, се бави со политика, тоа е со демиграција, тој се бави со политика, кога ти во ваква една тензична состојба ќе му прифатиш во целост барање на еден политички блок, а дури потоа ќе седнеш да преговараш, најмалку уште 2 до 3 работи ќе излезат како услов за формирање влада надвор од тиранската платформа. За жал, Зоран Заев дури сега ќе научи и вежба политика на сите нас, вежба политика на тиранската платформа или декларација на албанските партии. Сум сигурен дека Али Ахмети надвор од платформата ќе нема да ме изненади доколку на крајот цела оваа разврска заврши со премиерот Дуи. Според Палевски, целта на тиранската платформа е навреда на македонците. Тирана, идењето во Тирана има повеќе цели. Едната и навреда на македонците, бидејќи во самата та тиранска, освен што е географски, подпишана во Скопје, меѓутоа сликана во Тирана, да направам компромис, да прифатам тоа што го зборат албанците и Беса посебно, дека тука е подпишана. Они се сликани тамо сите на заедничка маса, па тоа стануваат, па се сликаат од Вометрашов, влавот од Корча, Еди Рама. Кошаркар, Еди Рама. Влавот од Корча, Еди Рама. Да. Се сликаат околу него. Синот на Крстач Рама. Да, значи они не само што географски тоа го прават, самиот начин, процедурата, сликањето, објавувањето, промовирањето на ние слики целта е навреда на достоинството на македонецот. Бизнис интерес, тоа е мотивот на Заев за влегување во овој проект, кажува Палевски. Зоран Заев има бизнис интерес, шемата од Струница како бизнис систем да имплементира на ниво на држава. Тоа е неговиот личен мотив за влагање во овој проект. Со доаѓањето на Зоран Заев да може да формира влада, тој ги повампири амбициите на албанските политички партии, констатира новинарот Ефтов и додава: ја направија тиранската платформа, им се врати чаламот и сега делуваат како клучен фактор на македонската политичка сцена. СДСМ или ВМРО-ДПМН мораат да ги прифатат нивните барања ако сакаат да коалицираат со нив. На тој начин не постои ниту еден сериозен политичар во Република Македонија освен Зоран Заев, кој би коалицирал со албанските партии, заклучува Ефтов.